Деновиве Тетово повторно е на листата на градови со високи вредности на PM10 честичките во воздухот. Познавачите на приликите како една од можните причини ја наведуваат топлата воздушна маса која носи прашина. Меѓутоа, дополнително аерозагадувањето се зголемува и со олабавувањето на рестриктивните мерки. Единствен бенефит од пандемијата од 2020 година па се до сега беше намалувањето на аерозагадувањето на територијата на општина Тетово, така да во просек за 30% се намалија вредностите, за да некаде од половина на месец јуни повторно се качија на просекот од 2019 година. Значи имаше зголемување на аерозагадување, кога зборуваме за аерозагадување, мислиме пред се на PM10 честичките, и тоа се должеше на доаѓањето на така наречениот сахарски бран, кој донесе покрај многу висока температура, донесе и прав. Но не е само тоа причина за зголемувањето на аерозагадувањето. Знаете дека се ослободија мерките од COVID и почна градежништвото, почна работите во земјоделието, почна вообичаената човечка активност и сето тоа допринесува за зголемување на концентрацијата на PM10 честичките, така да нема еден мозаик, еден колаж од причинители кои многу неповолно влијаат врз здравјето на населението. Како потенцијални поголеми загадувачи на воздухот се смета дека се индустриските погони. Од општината велат дека инспекцијските служби постојано ги контролираат фирмите кои имаат Б дозволи. Значи ние ги контролираме Б дозволите кои ги издаваме ние. Значи до сега немаме, барем до сега, некои пријави од типот на големи загадувачи од тој тип. Преку лето го немаме многу тој проблем, мора да признаваме, тоа ни се појавува повеќе во текот на зимскиот период. Фактички нормално дека ги инспектираме тие дозволи што ги издаваме ние. За ублажување на сегашната состојба од општина Тетово најавуваат дека ќе се врши почесто миење на улиците во градот, со оглед на тоа дека пустинскиот ветер според податоците на Управата за хидрометеоролошки работи може да потрае во наредните денови.